Каде одиш ти во ова време? Јас отидов до амбарот. Во амбарот? Вака ли одиш секогаш до амбарот, а? Чекај. Лицето ти е студено. Зар ти со мене ќе се шегуваш, а? Со мене ли ќе се шегуваш, а? Каде беше? Сега се ќе би објасниш. Ајде влегувај. Влегувај внатре. Последен пат те прашувам, кажувај каде беше. Зете, помогни ми. Не барај помош од никого. Ќе те убијам, слушаш ли? Зарем, ти го направи тоа, предавник. Јас не направив ништо. Немој да лажеш. Маскираниот човек ги знаеше сите наши планови. Од каде ги знаеше, кажувај. Од каде може да ги знае? Ти му кажа, така ли? Кажи. Сега се ќе ми објасниш, кажи. Не знам. Не знаеш, така ли? Не знаеш ли? Зборувај. Зборувај, инаку ќе пукам. Не знам. Не знам. Сакаш да умреш, така? Ако не ми кажеш, детето ќе умре тогаш. Димитри, што правиш? Доста ти, немој да се мешаш. Кажувај! Еден! Димитри! Престани! Немој да се мешаш! Два! Не. Три! Чекај, застани. Секе ти кажам. Кажувај! Маскираниот. Кој е човекот со маска? Внукот на млекарот, Намик. Внукот на млекарот Намик. Внукот на млекарот Намик. Иван, земи ја жената и ќерка ти. Однеси ги на некое сигурно место. Ајде веднаш. Ајде, побргу. Ти што ќе направиш? Јас имам со Марија една работа. Оди, ти реков, ајде, оди. Намик, внукот на млекарот. Зар не му кажа се? Зар не му? Вахиде? Марија? Ти што бараш овде? Јас ја донесов овде Мустафа. И зошто ја донеса? Го ослободиле Димитри. Па дојде тебе да ти пренесе. Ти не беше овде, па мене ми кажа. И? Те чекав 2 часа. Не дојде. И јас... И ти потоа отиде таму, така ли? Како можеше да направиш вакво нешто, Вахиде? Да не беше Вахиде, мене Димитри ќе ме убиеше. Каде се наоѓа тој? Побегна. Кој знае сега на која планина е? Ама тој ќе се врати. Знае дека ти си маскираниот, затоа што јас му кажав. Му кажа ли? Морав да му кажам. Инаку ќе го убиеше детето. Прости ми. Во ред. Сега ќе треба тебе да те скриеме, Марија. Можеш ли да одиш кај роднините што ми ги спомна претходно? Да, таму ќе одам. Добро, тогаш да побрзаме. Јас ќе испратам Марија до некаде. А ти врати се дома и воопшто немој да излегуваш надвор. Во ред? Ајде, вети ми. Да, добро. Ајде, одете. Ајде.
Влезете. Паша Ефенди, Да? добивме лоши вести од Песочан. Од Песочан? Да, господине, на господинот Абдул. Што му се случило на Абдул? Зборувај бе човеку. Господине, вчера вечер некој го нападнал дома. Што? Нека ви е со помин, господине. Оној маскираниот човек, сакам веднаш да се донесе тука, командире. Зарем ова ви го направи маскираниот? Дали вие ме слушнавте, командире? Веднаш сакам да го најдете маскираниот. Се разбира. Не. Сакам жив да ми го донесете. Јас со своји раце сакам да го убијам. Сакам да го убијам тоа куче. Ајде, Фатма, јас отидов. Ајде, оди си со здравје. Рамис, те молам, биди внимателен со златото. Не се грижи, жено, не се грижи. Како да не се грижам? Така не се грижи, ги чувам. Добро. Добро утро, ќеркички. Дојдете. Добро утро, татенце. Добро утро, Вахиде. Добро утро, татенце. Добро утро, Зарифе. Дојдете, Вахиде, Зарифе. Вахиде. Зарице, дојди. Добро утро, Зарифе! Мамо! Фатма, кој е овој? Ово е Намик. Намик на покрив. Синот на Мунавер, тој Намик? Да, јас сум тој. Види колку сум силен. Е, сега Намик дојде кај нас. Дојди, Намик, дојди. Ти од кај се појави? Повели Намик. Добре дојде. Ајде. Внукот на млекарот. Што правиш? Бакнува рака на децата. Дојди вамо, дојди. Маскираниот човек. Тргни се бе, што правиш ти, еј. Полудели? Смири се малку, што ти е? Што ти е? Ајде, Што ти е? смири Што се. правиш, еј? Ајде, смири се. Намик! 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 Еј, господе, дете моје! Намик! Намик! Еј, господе! Намик! Што му стана на овој?
Дедо! О, дедо! Алекс, јас одам во Скопје. Ќе ја земам и Софи и ќе дојдам. А ти ќе се ожени со неа. Ме разбираш ли, внучко? Те разбирам, дедо. Еј, Господи Боже, што му стана на овој? Умре ли Рамис? Се плашам дека умре, Фатма. Ај, леле, Господе Боже, што ќе кажеме на Муневер? Намик! Намик! Намик, синко! Мустафа! Каде ли е тој Мустафа? Тато, Мустафа отиде по нешто покаже. Леле, Господе мили, толкав пеливан тука го испушта последниот збив. Чекај да проверам, да го соблечеме и да видиме од каде влегол куршумот. И ништо поминал. Ајде, ајде. Најдов. Види, куршумот влегол од тука. Точно е. Токму тука. Нема чете се напразно. Јас умирам. Што рече? Не излегол од тука. Како не излегол? Да видиме од каде излегол. Ајде. Влегол во табакерата. Ај! Тогаш си како дрен, станувај. Ајде, стани. Не дрен, спанак. Леле, Господе Лош Боже. намик, лош го намик, шапшал намик. Мене ништо не ми се случи. Гледај колку сум силен. Намик! Намик! Мајка му, шлакнатата Муневер. Што му се случи на тој копук? Каде? Еве, тука е, Воло, тука е. О, Господа, не те земе. Цело утро те барам, бре, дете. Еве, Господ, нека не го зема, ама ти земи го и однеси го, ајде. Слушнав покотници, Фатма многу пука, а си реков каде? Се исплашив за син ми. Еве го овде. Мене ништо не ми се случи. Види колку сум силен. Како пеливан. Ајде, бегај бе. Дојди ваму. Бегај Пушти го. тука. Бегај. Да не си полудел. Пушти го, ти реков. Господи. Мустафа. Мустафа. Кој бил тој што пукал? Избега, не видов кој е. А Намик како е? Добар сум. Куршумот удрил во табакирата, Намико живеа. Види колку сум силен. Силен си, силен, те разбравме. За малку ќе ни го земеше умот. Намик, ајде оди си дома. Муневер, добре дојде. Муневер, ајде оди си со здравје, Муневер. Ајде. Дојди. Јас не одам. Зошто? Тука останувам. Што? Заљубен сум во Зарифе. Што? Што ми рече ти? Што ми зборуваш ти, бре? Кој е заљубен во Зарифе? Од каде си ти заљубен во Зарифе, бе? Ајде, одете си дома. Ајде, одете си дома. Ајде, одете си. Ајде. Ајде, Хасан. Може би ти се налутил малку. Ама знаеш, не е прв пат. Ајде. Не сакам денес да одам да го видам татко Рамис. Тие негови погледи ми рануваат срце. Како тоа нема да дојдеш, Хасан? Како и секогаш досега треба убаво да одиш до тато. И да ти се лути, да ти вика, треба ти помалку да му се умилкуваш. Ајде, бата. Ајде. Ти само оди и се ќе си дојде на свое место. Ти воопшто не грижи се. Татко Рамис воопшто нема да овербава мене. Како нема доверба, Хасан? Ако татко ми нема доверба во тебе, тогаш во кого ќе има, така е Меријем? Така е? Така? Така ли? Така. Ајде. Па ајде да одам. Да одам да го видам татко Рамис, ама знам нема многу да се израдува што ме гледа. Ајде. Што се случува вака, Рамис Ефенди? Наместо да ни завршат проблемите, ни се множат. Кој сака да пука во нас? Кој сака да не нападне? Никому ништо не сме направиле. Јас не знам, Фатма. Јас веќе ништо не знам. Ништо. Чичко Рамис, Молам, синко. може ли малку да позборуваме? Да зборуваме? Ама надвор да зборуваме. Така ли? Дојди, Мустафа, ајде. Чичко Рамис. Ваките ти не доаѓај. Јас ќе разговарам со Мустафа. И јас знам што ќе зборувате, тато. Така ли? Знаеш ли? Па тогаш кажете што се случува. Димитри беше тој што пукаше. Димитри?
Ама, нели е тој во затвор? Па нели него го однесоа во затвор во Битола? Го пуштиле. Види. Е па добро, а што сака од нас? Зошто дошол до куќата, зошто пука? Тој нема проблем со вас. Туку со мене. Со тебе? Дознал дека јас сум маскираниот. Знае веќе. Нарно, нека е. Не знам зошто нас не напаѓаат. Кој сака да не нападне? Не знам кој сака да пука во нас. Овие зошто влегува во шталата? Зошто сакаат да седат во шталата? Па зборуваат, мамо. Тоа го знам, ама не знам што зборуваат. Тоа ни јас не го знам. Видели? Ни јас не знам. Ни јас не знам. Гиди Зарифе, гиди стари денови. Јас што велам? Ти пак истото го зборуваш. Доста веќе ќе си го искинеш образот. Пушти ме, мамо, да го скинам па да се куртулам од образов. Скини го и спаси се. Ама овие, зошто не нападнаа? Кој би сакал да пука? Види, Мустафа, добро, ако пак дојде човекот, а? Ако им се случи нешто на моите ќерки и ќеркички, што тогаш? Тој знае каде се наоѓаш ти. Значи, повторно ќе дојде. Така ли? Така е. Ба, што ќе правиме, а? Да се осигураме, татко. Јас дења ноќе ќе стражарам. Чичко Рамис, ти ветувам дека ќе го фатам тоа куќа. Со сопствени раце ќе му пресудам. Знам, Мустафа, знам. Ако сега дознае Фатма дека Димитри дошол тука, многу ќе се плаши. Ноќе нема да може да спие мојата Фатма. И што ќе правиме тогаш ние, а? Кажи ми што ќе правиме? Тогаш нема да ја кажеме, татко. Да не ја кажеме? Да не ја кажеме? Ниту на мајка ти, ниту на другите. Ама кога ќе прашаат кој пукал? И тогаш, што тогаш кажи ми што ќе кажеме? Ајде, не кажете што ќе кажеме. Ќе кажеме, не знаеме кој пукал. Не го видовме. Може ли? Не го видовме? Не го видовме. Да, не го видовме. Не го видовме. Не, бе, не го видовме, не. Доаѓа, дада Хатиџе. Добро утро, јагненца мои. Ај. Пука кон куќата. Што? Го погодија намик, ама не го Рамија. Господе мили. Ја бакна дада. Која дада? Дада Зарифе. Бил заљубен. Мустафа бил заљубен во Зари? Лажниот намик. А кој намик? Спанакјот. Пеливан. Да одиме, Хатиџе, дојди овие пак се Дојди. Хатиџе! Тато, што зборуваат девојчињава? Што велат? Што се случило, татко Рамис? Ништо, не. Ништо. Јас ќе ви објаснам. Ајде, влезете внатре, ќе ви кажам. Ама не разбрав. Го убили маскираниот Димитри. А, Димитри? Леле. Ете така, да. Не знаеме, не видовме кој ни влегол во дворот, не видовме кој пукаше. Кој би можел да е татичка? Не видовме, не знаеме. Може би се разбойници. Да, не видовме, не знаеме. Рамис, јас се плашам. Не плаши се, Фатма. Зошто се плашиш? Не видовме, не знаеме. Зошто да се плашам? Не видовме и не знаеме, да. Токму така. Велите, не видовме, а откаде знаете дека не е за плашење? Доста, Хасан. Во ред. Темата е затворена, готово. Не видовме, не знаеме. Тогаш, ајде ти да одиш. Јас каде да одам? Не одиш на работа да разнесуваш млеко. Не одиш во шталата, сега се врати. Штом немам работа, каде да одам? Оди во Песочан. Размени го златото и исплати ни го долгот. Во право си? Велиш во право си. Зошто чекаш, зошто не одиш? Зошто не ми се оди, затоа. Зошто де? Сакам вака, да седам.
Јас сум болен. Имам температура. Види, имам ли? Види. Видов, немаш. Ти провери уште еднаш, имам. Ништо не ти е, ама јас знам што ти е тебе. Рамис Ефенди, во джебот имаш злато. Размени го златото, исплати го долгот и врати се веднаш. Ајде ти велам, кој ќе ги замени ако не ти? Зарифе! Не може Зарифе. Ако не може Зарифе, керкичките воопшто не можат. Хатиџе не може, Вахиде и Мустафа не може, не може Вахиде и Мустафа не може, а Хамитекла Хасан може. Хасан! Јас ли? Ета гледаш, татко ми има доверба во тебе. Имам доверба. Како немам, ти оди размени го златото, Хасан, и плати ми го Добро, долгот. татко Рамис. Рамис Ефенди, што зборуваш ти? Јас не те разбирам. Велиш Хасан да го размени. Ти лут ли си? Тој ли е лут? Јас не разбирам. Овој ли ќе ти го размени златото? Хасан, ќе го можеш ли ти тоа? Ќе умеам. Види, рече ќе умеам. Браво, Хасан. Сигурен си, нели? Сигурен. Ајде сега, фати го златото. Оп. Јунак, Хасан, бе. Јунак си, бе, Хасан. Абдул, Добре дојдовте, татко. кој ти го направи ова? Ме нападна во собствената куќа, татко. Ама кој се осмелил да направи такво нешто? Еден разбойник со прикриено лице. Го знаеле како маскираниот. Маскираниот ли? Да. Ама јас дадов наредба веднаш да го најдат и да го фатат, татко. Веднаш, повикај ми и командантите на оваа област. Јас лично го донесов во оваква состојба синот на пашата. Подпис маскираниот. Дали е точно? Како то дали е точно? Така пишува, бре. Јас не знам да читам и пишувам. Ако не знаеш да читаш и да пишуваш, што се буниш тогаш? Така пишувам, а дали е вистина? Не, точно е маскираниот така убаво го истебал син му на пашата што маста му ја извака. Слушна сега, слушна! Слушнав. Хасан, синко, внимавај. Внимавам. Немој да ги изгубиш некаде. Нема. Немој да се влечкаш, оди побрзо и врати се. Одам брзо. Ајде, брзо. Ајде. Чекај, не оди брзо. Тргни ја раката од таму. Види, ако одиш брзо, ќе привлечеш внимание. Така, и после ако дознат дека имаш злато, ќе те ограбат. Земи го, браце. Да. Така, земи го. Така. Вака? Извади го и преправај се како да не е ништо важно. Така не е важно. Ова не е важно. Не е важно. Не. Абе, не е важно, не е злато. Не е злато. Така. Не е злато. Така, не е злато. Хасан! Леле! Хасан! Ајде да се простиме, Хатиџе. Биди внимателен, Хасан. Види, нема излегување од бунарот додека не го најдеш златото, разбра? Ајде. Полека. Ајде. Господи, Ајде, полека. Ајде. Ајде, среќен ти пат. Ајде. Така. Ајде. Ајде. Мустафа. Можев јас да слезам, чичко Рамис? Не! Кому му падна, тој ќе слезе и толку. Пуштај. Ајде. Пуштај. Ајде. Внимавај, Рамис. Разбойник каков што е тој, слободно се шета и влегува во куќата на мојот син, а вие уште не можете да дознаете кој е. Команданте, кој е овој човек што го викаат маскираниот? Господине, се уште немаме никаква дојава кој е тој.
Ама тој го штити народот од бугарските разбойници. Тој е едно храбро момче, кој меѓу народот е познат под името Маскираниот јунак. Некој кој ова му го направил на мојот син, вие го нарекувате јунак. Каква е оваа дрскост? Ама господине... Уми се, излегувај! Ема! Добро прибарај, Хасан! Многу е темно! Хасан! Бутни ја раката вака, до дното! Вака, вака! Еј, ме слушаш ли, Хасан? Не те слушам! Не слушам! Татичко! Нема татенце, матенце! Како? Не ме гледате тука? Кога ќе го најдеш, тогаш ќе излезеш. Ме слушта ли, улапшивачу? Нема надвор додека не го најдеш. Молам, дојде малку. Чичко Рамис, јас треба да зборувам со Дилавер. Така ли? Така е. Морам да разберам како го пуштиле Димитри. Веднаш ќе одам и ќе се вратам. А вие со Вахиде внимавајте наоколу. Добро, Мустафа. Ајде сега. Слушајте ме добро. Додека овој улавшивач не го најде златото, нема да излезе од бунарот. Пембе и Емине ќе чуваа стража. Ако излезе, ќе дојдете и да ми кажете во ред. Може, тато. Вахиде, дојди со мене. Држи, дадо. Хасан! Тато, Молам, Абдул. имам една идеја како да го фатиме оној маскираниот човек. Всушност план. Така ли? Да, така е. И вие го слушнавте командантот. Никој ништо не знае за идентитетот на овој разбойник. Ама, ние знаеме нешто во врска со него. Што сакаш да кажеш со ова, Абдул? Секогаш кога се напаѓа некое село, овој разбойник од нигде никаде се појавува. Значи, ако разгласиме дека ќе биде нападнато некое село, тој веднаш ќе се појави. И така ние ќе подготвиме стапица во која што ќе го уловиме како птичка. Што велиш? Напад на село? Да. Вахиде, ти ќе стоиш тука. Ќе внимаваш на куќата. Ако слушнеш или пак видиш нешто, веднаш пукај за да ме известиш. Дали ме разбираш, мила ќерко? Добро, тато. Јас ќе дежурам веднаш до бунарот. Со мојата пушка сите ќе мислате како чувам Хасан. Аха, разбирам. Разбрали, а? Разбрав. Ајде, јас одам. Ококори ги добро очите, моја ќерко војник. Мустафа? Што е? Што си ваков? Треба да зборуваме, брат. Вестите не се добри. Ајде, влези. Гледаш ли, мамо, што направи татичко? Не можам да издржам. Хатидже, се загрижив од саба или излеговте, еве веќе се стемни, вие не се вративте. Мирием, сестро. Хатидже, што се случи? Хатидже, каде е Хасан? Во бунарот. Што? Во бунарот ли падна? Не падна сам, златото му падна. Што? И татко ми го спушти во бунарот. Рече нема да излезе додека не го најде златото. Господе Боже, овој брат ми ќе ми ја изеде душата. Бато! Го нема! Не можам да го најдам! Хатидже! Мерием! Дечиња!
Рами Зага? Што се случува тука? Зарем не ви реков да си одите дома? Ајде дома! Ајде, деца, ајде. Пембе, Емине, заврши дежурството. Дома, дома. Ако излезеш без да го најдеш, пак ќе те сипна во бунарот. Фатма! Зошто ја земаш таа пушка? Јас не му верувам на никому. Јас ќе стражарам. Да. Ако се обиде да излезе, ќе го убијам. Нема. Татко. Многу ти бев лут, татко. Навистина многу ти бев налутен. Си во овие години што не напушти. Мене и мајка ми. Ти бев лут. Толку многу пиеше, што се уништи себе си. Нас не остави за никаде. Ти бев лут, татко. Не знаев, татко. Знај дека не знаев дека твојата судбина била иста како мојата. Зарифе, каде одиш? Ќе одам да прошетам, тато. Ако, биди внимателна. Зошто? Онака, така ми дојде бе гулавице. Добро, тато.
Писару, ајде кажи ми, кој е тука најбрблив? Некој човек кој не знае воопшто да чува тајни. Агоп, пијаницата Агоп. Жими Бога, еден збор ќе му кажеш и за 2 часа цел песочен ќе разбере. Тој е најдобар. Добро тогаш. Донеси ми го пијаницата Агоп веднаш. Да го најдам? Ајде бе, што чекаш? Добро. Додека Димитри не тргне повторно во акција, треба нешто да направиме, команданте. Да направите. Чичко Рамес и семејството се во опасност. И не само тие. Туку цел Песочан. Се уште не разбирам. Како се случи па ја ослободија таа банда? Немаме време да го истражуваме тоа, командант. Не грижете се. Ако е потребно без знаење на господин Абдул, ќе му испратам неколку војници во селото. Мораме да го фатиме тој никаквец. Добро би било, команданте. Да сте живи. Јас треба веќе да се враќам дома, Дилавер. Таму ми е паметот. Добро, Намик. Со помин нека е, пренесе на Чичко Рамис и поздрави го од мене. Благодарам. Благодарам, команданте. Тоа ни е должност, Намик. Никој на светов освен тебе не може да ме разбере. Никој не може да ме разбере. Колку многу пораснала. Одамна не сум дошла тука. Не знаев дека толку си пораснала. Таткото насадил дента кога сум се родила. Рекол, животот на Зариф е да биде долг како тебе. Нека биде среќна ќерка. Ама знаеш што? Не сум среќна. Зошто го сакам Алекс? Јас ја имам мојата Зарифе. Исто како твојата Аише. И јас неа многу ја сакам. Исто како и ти. Ние не можеме да бидеме заедно. Ама не можеме да бидеме заедно. Исто како ти, Аише. Алекс ќе се ожени со друга. Зошто? Затоа што така треба. Се ожени со мајка ми. Зошто другите така сака? Зошто имало правила? Зошто било обичај? Традиција било? Ама не му се лутам. Зашто знам дека ме сака. Ама јас ја сакам Зарифе, татко. И јас го сакам Алекс. Се сеќаваш ли што велеше кога бев мал? Милутете ми го, Алекс. Ама сега ми ја земаат Зарифе.
Јас не можам ништо да направам, татко. Тука ќе доаѓам секој ден. До крајот на мојот живот. Секој ден ќе врзувам по една марама на гранките. Секој ден што го сакам Алекс. Стани. Стани. Погледни го животот на Алекс. Само ти можеш да ме разбереш, татко. Само неа ќе ја сакам. Само неа, татко. Само неа ќе ја сакам додека не умрам. И не дојдам кај тебе, татко. Само Зарифе ќе ја сакам. Вахиде? Нарно нека, што правиш ти тука? Татко ми тука ме остави да стражарам. А ако дојде некој тугинец во селото, ќе му јавам со пушкава. Добро му текнало на Чешко Рамис. Зборувавте ли со командантот Джезми? Како избегал Димитри? За жал не избегал. Како? Што се случило? Османлиите веќе пропаѓаат, Вахиде. Власта под притисок на странските држави во Македонија назначила христијански помошници. И новодедениот помошник на Валијата ги ослободил бугарските разбойници. Како? Зарем е можно такво нешто? Можело, ете. Ама ќе биде и полошо. Османлиското царство го нарекуваат болен човек. А знаеш што се случува кога не го лекуваш болниот човек? Бактериите ќе му го нападнат целото тело и болниот ќе умре. Мислиш дека толкава империја ќе умре? Ако ние не сториме ништо, за жал да. Зарифе, што правиш? Ништо, тато. Се прошетав и дојдов. Ќе ти настине главата вечерко. Каде ти е марамата? Ми паднала. Ти паднала ли? Не ми падна. Не ти падна? Марамата ја врзав на дрво. На кое дрво? Се сеќаваш дека си насадил едно дрво кога сум се родила? Се сеќаваш? Да, се сеќавам. А кажи ми, зошто ја врза марамата за дрвото? Господе, јас нема да издржам. Јас не ќе умеам да излезам од оваа работа. Зарем не е жално за децава? Види, и христијаните ги создаде, и муслиманите ги создаде, две очи, две веги, една уста, тоа е. И зошто... Знам дека има некаква грешка. Штом грешката не е кај тебе, тогаш кажи ми кај кого е. Кажи ми. Димитри, зошто не сакаш ништо да зборуваш? Зошто не кажуваш ништо? Цело утро те прашувам,
Си ја стиснал устата, а не кажуваш. Треба поголем оган, Иван. Поголем оган. Треба да собереме многу луѓе, Иван. Треба да сме многу силни. Тоа е голем. Значи, ти си Агоп, така ли? Јас сум. Вие излезете. Вие кој сте? Јас сум синот на Маскар Паша Битолски од Валија. Кајмакамот Абдул. Овој кој? Престани со глупирањата и слушај ме убаво, човеку. Не, слушам. Ќе ти дадам една многу важна задача. Така ли? Така. Ако оваа задача ја извршиш успешно, ќе имаш бесплатно цела година вино за пиење, така да знаеш. Така ли? Така. Сега отвори ги убаво ушите и слушај ме. Те слушам. Ќе им кажеш на сите во градот дека разбойниците утре вечер ќе го нападнат селото Асмалар, разбрали? Разбирам. Што ќе направиш, ајде повтори ми. Разбойниците ќе го нападнат селото Асмалар. Кога тоа? Утре вечер ми. Добро. Убаво. Измрзнав! Измрзнав! Рамис Ефенди. Молам. Види, веќе е доцна. И еве кај да е полека ќе се стемни. Што ме доцна се стемнува, нели? Па и јас тоа го кажувам, се стемнува. Велам Хасан ќе смрзне во бунарот. Нека смрзне, бе! Нека смрзне! Нека се заледи, ама додека не го најде златото, нема да излезе и толку. Јас нема да дозволам да излезе. Толку. Ајде на здравје нека ти е. Чичко Рамис? Молам. Знам дека си лут, ама и тие се во право. Тато, ако цела ноќ остане таму, ќе смрзне. Да, тато. И за... Да е жално, и за зетот е жално. Мамо, Хасан вика нешто. Молчи малку. Гласот на Хасан! Ајде, трчајте! Трчајте! Ајде! Полека, деца! Полека! Најдов златото! Најдов злато! Го најдов! Го најдов! Хасан! Го најдов златото! Чекај, бидете. Го нашол, тато, го нашол! Улапшивачу, го најде ли златото? Сигурно го најдов! Види, ако ме лажеш, па ќе те спуштам назад во бунарот. Жими Бога го најдов! Ето го. Ајде, извадете го надвор. Ајде! Не плаши се, Хасан, те вадиме! Хатидже, да му дадеш малку топла чорба на машти. Ајде. Хасан, мораш малку да јадеш. Ајде, Хасан, ке те стопли малку. Хасан, ајде, синко, што е ова, ајде. Јас во оваа куќа ништо не јадам, ништо не пијам. Баш ништо. Ајде, ајде, Хатидже, да си одиме, ајде. Добро, Хасан. Татичко, ние си одиме. Така. Ајде, деца, станете, си одиме дома. Ви посакувам пријатна вечер. Пријатна вечер, Мерием. Ајде, на сите пријатна вечер. Тебе не. Бездушен и суров Рамис. Бунарџија. Хасан, ајде. Дедо? Да. Јас сум. Се врати ли од Скопје? Се вратив. Зборував со татко и на Софи. По неколку дена и тие ќе дојдат тука.
Ќе правиме свадба, Алекс. Убаво.